Цистична фиброза е болест која што е генетски пренослива, значи таа представува една од најчестите ретки заболувања, значи во светот општо. Во Македонија имаме пациенти, тоест број на пациенти од прилика негде околу 100, од 110 до 120 негде пациенти кои што се моментално, значи кои што се третираат од таа болест. Јас сум председател на новоформирано здружение Асоциација за цистична фиброза. Цистичната фиброза е мултисистемска, значи болест која што афектира разни подрачја, значи во организмот на човекот, значи може да најчесто проблеми се јавуваат кај пациенти со цистична фиброза се јавуваат во пределот на белодробијата. Психолошкиот момент е многу тежок. Нормално бара психичка спрема од самиот пациент, бара поддршка од поблиското семејство, бара поддршка од тие што се пријатели, значи подалечни пријатели исто така. Значи на секој пациент различно ја доживува. Начинот на живење е доста комплициран. Бара строг режим, значи на живот, бара константно значи константни терапии, значи да се има лекарства моментално. Тие се сите хронични терапии генерално, значи кои што ги примаат пациентите за цистична фиброза. Лек конкретен, значи за болеста се уште нема. Хронична терапија на која што му дозволува на пациентите да функционираат понормално. Многу битно да има континуитет во терапијата. Како и секоја друга терапија, значи кој е хронична терапија, кој ќе мора да се има континуитет, така исто и со оваа терапија, значи кај овие пациенти. Ако некој пациент приватно ја набавува таа терапија, илјадници денари. Моментално лекови кои што се користат се брамитоп, колистин, коломицин, пулмозим, тие се сите има инхалациони терапии. Значи сите тие кај нас, значи на ниво на држава ги имаат пациентите, значи ги добиваат пациентите, меѓутоа константноста е секогаш проблем. Добивам информации дека еве денес, значи имаме информација дека фали колистин во депото, значи во болницата кај што се подига терапијата. Имавме пуштен исто така барање за воведување на неонатален скрининг. Неонатален скрининг е дијагностичка метода, значи која што ни овозможува да детектираме многу рано болеста. Ако се детектира порано болеста, многу полесно е нормално да се третира болест која што е во рана фаза, отколку веќе и со компликации. Трошоците исто така за лекарствата и за терапијата ќе бидат многу намалени ако се воведи таков неонатален скрининг.